Добар ден, драги гледачи, ова е третото видео од циклусот на Introductionary практично видеа, во кој што би се обиделе да објасниме основи на техничка анализа, односно да ги објасниме основните индикатори и како истите може да ги примените на одреден чарт, односно во случајот вашата техничка анализа. Во третото видео од овој серијал би сакал да зборувам за основни структури. Односно, досега разговаравме за нивоа, акумулација, дистрибуција и трендови, а денеска би сакал да зборувам за основни структури, односно во случајов денеска ќе зборуваме исклучиво за триаголни формации. Значи, триаголни формации во чартот на Bitcoin може да се најдат буквално во секој временски период, како и во секој сегмент од самиот чарт. Односно, триаголна формација би представувала движење на цената во, само да ви покажам како сето тоа би изгледало прилика, односно истиот може да биде представен од оваа алатка, триаголник во случајов, или истиот може да биде представен и од две линии трендови. Значи, она што го учиме во претходното видео, она што го поминавме е дека секој еден бран има своји трендови, односно движење на цената нагоре или надолу. Што значи дека истата формација можеме да најдеме доколку повлечеме одредени линии на тренд во одреден бран надоле, како и од спротивната страна, и би го добиле истиот резултат. Односно, како што може да видите, имаме двете страни на овој триаголник заедно со последната од оваа страна, која што нели во случајов не е битна, затоа што цената веќе продолжи да се движи код врвот на самиот триаголник. Значи, првото што мора да го знаеме за секоја триаголна структура е неговото кршење. Односно, доколку врвот на самиот триаголник кој што се формира е во надолна линија, односно цената на истиот паѓа, се очекува истиот да се скрши кон нагорна линија, како и обратно кога имаме триаголник кој што се движи во спротивна насока, односно цената на самиот триаголник се движи нагоре по овие две линии, значи овие два тренда, очекуваме истата да падне надолу. Што значи дека доколку имаме триаголник чии врв е во нагорна линија, очекуваме цената да се движи надоле во, да речем, крајот од самиот триаголник и обратно. Триаголните структури најчесто се кршат после 70% од нивното исполнување. Односно, очекуваме цената пред да се скрши во една или друга страна да помине 70% од телото на самиот триаголник како корекција, пред истата да се скрши доколку имаме нагорна цена надолу, како и обратно доколку имаме надолна цена, значи движење на корекцијата надолу, истото да се скрши во случајов нагоре, како во оваа ситуација. Значи, како што може да видите, самите триаголници во однос на нивното движење во еден правец ни покажуваат каде треба да очекуваме цената да се движи следно. Дополнително на ова би се вратил на претходната анализа која што ја правевме, а тоа беше дека имаме неколку сегменти на движење на самата цена. Како што рековме во претходното видео, значи имаме сегменти на акумулација, на дистрибуција во овој случај, со паѓање на цената, како и сегменти на акумулација со растење на цената нагоре. Односно, трендовите кои што ги поставуваме во претходното видео, во овој случај учиме како да ги користиме подобро, затоа што секој тренд има горна и долна страна. Односно, во претходното видео користивме само страната на обратна од движењето на цената, за да увидиме каде истата може да биде скршено, како и кога цената се движи нагоре, значи каде би можела да се скрши во пат. Значи, тоа што сакам да го објаснам во овој случај е дека доколку имаме движење на одреден тренд, како што беше во овој случај, надолу, значи можеме да утврдиме дека има и друга страна на истиот тренд, што би било уствари завршување на овој триаголник, значи двата тренда од долната и горната страна на еден бран ви го представуваат триаголникот како структура, што дополнително ви помага да утврдите каде е одредена
значи одреден тренд би бил скршен. Значи доколку имате само тренд, не може да знаете колку истојот е јак и кога истојот би бил скршен, иако има повеќе обиди за негово кршење, но доколку имате триаголна структура која што е представена од тренд, како и спротивен тренд обратно од самиот бран, може да видите дека кршењето на овој триаголник би било негде помеѓу 70% и 100% од врвот на самиот триаголник. Значи, да го испитаме ова, ќе се вратиме на чартот назад, чисто да видите дека секој бран е представен од овие два тренда и може да ги најдете постојано во било кој сегмент, во било која временски период на биткоин, како и во овој случај овде, например. Само момент. Значи, може да видите дека повторно можеме да го најдеме овој триаголник во било кое време. Значи, повторно имаме триаголник во паѓање, што значи дека по исполнување на 70% од неговото тело очекуваме истиот да биде скршен нагоре, што и во случајот како што може да видите и се случило. Значи ова е негде оприлика 70% на самиот триаголник и цената продолжила да се движи точно како што би очекувале, односно нагоре. Истото би се случило и обратно. Значи доколку имаме движење на цената, само момент. Значи доколку имаме движење на цената нагоре, значи повторно се формира одреден триаголник кој што би ни помогнал да утврдиме каде да очекуваме дека истата ќе биде скршена. Значи за да го утврдиме овој триаголник ќе ги земеме произволно овие, само момент, значи ќе ги земеме овие, во случајов би било канал, но само чисто да видите како сето тоа би изгледало. Значи ова би било формирање на нов триаголник со движење на цената нагоре и повторно како што може да видите. После исполнување на 70% од телото на самиот триаголник, можеме да видиме дека цената се коригирала и е скршила оваа структура кон надолу. Значи, како што може да видите, движењето на самиот бран секогаш е представено од овие триаголни формации, што ни помага да утврдиме каде отприлика можеме да очекуваме цената да се скрши. Кога ова би го замениле со она што го разговаравме во претходниот сегмент, значи само за да ви покажам дека буквално сите овие индикатори се поврзани еден со друг, би се навратил на акумулацијата и дистрибуцијата. Значи како што рековме претходно, станува збор за сегмент на акумулација, кој што потоа се движи по нагорна линија на трендот. Во овој случај користиме дупла нагорна линија, односно два тренда кои што ми ни покажале каде оприлика би било 70% од самиот триаголник и кога би очекувале цената да се скрши и односно да се движи во обратна насока. Во случајов, значи, повторно станува збор за дистрибуција на врвот од овој триаголник, каде што цената се коригирала надолу. Да видиме дали истото и понатаму продолжува. Значи да речеме дека овој сегмент овдека би бил повторен сегмент на акумулација, како што рековме во претходното видео. Значи овој сегмент на акумулација, само да се надополниме, рековме дека би се движел нагоре, односно би имал свој тренд, еве го трендот кој што го најдовме претходно. Значи за да можеме да увидиме како овој тренд би завршил, значи само да намалиме компликацијата на овој видео, момент да се на овој чарт, значи би го зеле и обратниот тренд на оваа формација на горната страна од самиот тренд, што значи дека повторно, како што може да видите, значи произволно, повторно станува збор за 70% од исполнување на самиот триаголник во корекција нагоре, пред цената да се коригира надолу. И како што може да видите, сето ова се повторува постојано и постојано, односно повторно. Сегмент на акумулација, движење на цената нагоре, можеме да нацртаме триаголник многу едноставно, потоа надолу и како што може да видите, истото се повторува постојано. Значи, сега би се вратил на неделно ниво, за да видите дека без разлика дали станува збор за неделно ниво, дневно ниво или месечно ниво, може да увидите дека самите структури постојано се појавуваат во истиот сегмент, без разлика колку е голема, значи колку е голем период во кој што го прегледуваме ова. Значи повторно, без да ги цртаме моментите на акумулација и дистрибуција, би сакал само да ви покажам дека тоа може да го најдете постојано во пазар. Значи, еве, како што може да видите и овде,
Значи, буквално толку едноставно да се увидат овие трендови, само треба малку време и вежбање за да може да видите како истите изгледаат. Значи, како што рековме во претходното видео, имаме тренд, но не знаеме кога истиот ќе биде скршен, не знаеме колку време ќе треба на самиот тренд да биде скршен нагоре. Што се случило? Значи, како што рековме, повторна истата структура, односно имаме корекции на движење на цената во горната и долната тренд линија, се до врвот, односно во овој случај и повеќе од 70% пред истата да продолжи да се движи нагоре. Значи, како што може да видите, буквално постојано се повторува истата сторија, односно истото движење на цената. Во случајов, само да ви покажам, значи, од прилика како се до тоа би изгледало, значи ова би било линијата на движење на цената нагоре, која што дополнително би била негде од овој момент. Како што може да видите, значи, во случајов повторно имаме триаголна формација и повторно имаме иста ситуација во која што се движи цената до негде 70% од самиот триаголник, па некогаш и повисоко, пред истата да се коригира надолу. Како што може да видите дека самата анализа помага многу во однос на тоа да увидиме што се очекува од движењето на самиот чарт. Значи, триаголните формации се основна структура на секој аналитичар во техничка анализа и овие основи на кршење на триаголната формација нагоре или надолу во однос на тоа каде се наоѓа врвот на истата, се на некој начин буквално основа во било каков вид на чарти. Има уште една формација која што би сакал да ја спомнам, во овој случај овдека би било наједноставно да ја најдеме на овој сегмент од самиот чарт, односно во овој мал бран, а тоа е движење на самата цена неопределено. Односно, како што може да видите, самата цена се движи паралелно на некој начин во овој триаголник, односно може да видите дека врвот на триаголникот не е јасно дали е во нагорна или надолна линија. Овој, да речем, сегмент во блага нагорна линија не значи ништо, затоа што многу поедноставно е кога ќе увидите, како например во оваа ситуација овде, дека станува збор за движење на триаголникот и неговиот врв надолу. Само за момент, само да ви. Како што може да видите, многу поедноставно е овде да видите дека самиот триаголник се движи надолу од овој. Значи, ова е трета и многу ретка ситуација во која што можеме да најдеме триаголна формација во која што врвот на самиот триаголник е неодлучен. Односно, овде не можеме да одлучиме дали цената ќе се движи нагоре или надолу и мораме да почекаме истата да одлучи секогаш. Имајте во предвид дека од 70 па до 90% од исполнување на самиот триаголник може да очекувате кршење на цената нагоре или надолу во однос на неговиот врв, а во оваа ситуација каде што имаме неодлучно движење на овој триаголник, значи буквално мораме да почекаме и да видиме каде истата ќе пробие нагоре или надолу пред да тргуваме. И дополнително би се навртил на истото што го разговаравме претходно, односно би сакал да ви кажам дека и во овие триаголни формации повторно истото се случува со бранот како што разговаравме за самите трендови. Секое кршење на овој тренд, односно оваа триаголна формација, следува со корекција, односно каде што имаме ретестирање на истиот и продолжување на цената нагоре, или обратно кога имаме движење на цената нагоре на одреден бран. Само момент. Значи, еве, чисто да земеме за пример оваа мала формација на движење на цената нагоре. Само момент. Ќе го сменам на дневно ниво, за да би можеле по-добро да го видиме овој сегмент. Значи, како што може да видите на дневно ниво, многу поедноставно е да видиме како изгледа самиот триаголник и затоа и понекогаш мораме да запазиме како изгледа самата временска зона, за да би било поедноставно за нас да можеме да увидиме што се случило со самиот чарт. Значи, ова е еден од ретките примери каде што немаме ритест, значи имало обид за ритест, но цената продолжила надолу поради тоа што има преголем притисок за движење на цената надоле. Значи, многу често, пак ќе речем во 90% од случаевите имаме ритест, односно враќање на враќање на цената на одредено ниво, за да се провери дали истата е, значи во случајот да се провери самиот тренд дали е
на вистина во случајов отпор. Значи кога би намалиле на 4 часовна кога би го намалиле, како што рековме, на 4 часовен период, може да видите дека значи повторно се случило тоа што го очекувавме, односно имало пад по кој што следел ретест на ова ниво и потоа следење на цената надолу. Сакам да ви кажам дека истите правила кои што ги кажавме од првото па се до ова видео, истите правила важат за било која формација, односно цената и движењето на нејзино во одреден граф, може да очекувате да се движи по истите правила со тоа што како структурите стануваат покомплицирани, како што може да видите во оваа триаголна, значи во овој случај во ова видео на триаголната структура, така само повеќе правила се додаваат на движењето на цената, но оние основните кои што ги кажавме за нивоа, за акумулација, дистрибуција и трендови, секогаш важат, односно може да рачунате на истите правила во голема веројатност да се повторуваат. Значи, како што може да видите, со ова би го завршил видеото за триаголни формации и би сакал повторно да ве замолам доколку уживате во содржините кои што ги подготвуваме за вас на нашиот канал Криптогемиџија, да направите subscribe, односно да се запишете за новости во иднина на нашиот канал, како и да оставите свој коментар со мислење за содржината, што би сакале да видите во иднина, како и секој лајк е исто добре дојде на нашите видеа на каналот и се надевам дека ќе се видиме во наредните видеа. Имајте добар ден.